Ние продолжуваме во студио на нова тема, односно прва за денеска, 7 часот и 42 минути, време е да го поканиме и да го поздравиме нашиот прв гостин во студио, Благоја Гроздановски, председател на Комора на сметководители, и ова гостување не случајно е сега, затоа што сме кон крајот на 2025 година, за компаниите еден од попредизвикувачките периоди годишно. Така што во продолжение ќе разговараме за компаниите и нивните обврски кон државата и даночните пресметки. Благодарам за иствоеното време. Благодарам за поканата, веќе одека ми е како дома удобно. Кој е законот, односно законскиот краен рок за поднесување на годишните сметки во Македонија и на што треба да внимаваат компаниите токму во овој период од годината? Мислам дека веќе горе-доле кај сите е влезено во глава, оние барем што подолго време се предприемачи се бават со бизнис, крајните рокови се 28 февруар, доколку годишната сметка се поднесува во хартиена форма, односно 15 март, доколку завршната сметка се поднесува во електронска форма, и со тоа нешто што ние долги години го чепкаме во јавност како тема и за што се обидуваме да најдеме на заеднички јазик и со институциите, ние имаме најкраток рок за поднесок на годишни сметки во Европа. Обично роковите кои кај нас се февруари и 15 март се крајот на април, па дури има и до крајот на јуни овие администрации кои ги прибираат овие податоци. Меѓутоа ние сме отишли во еден друг екстрем, сега последицата на тој екстрем, и подоле во мојот теков ќе разговараме за тоа, една од последиците од тој екстрем за тој екстремно краток рок е веројатно и губењето на дел од квалитетот на информациите кои тие извештаи ги даваат, кои би биле далеку поквалитетни ако имате повеќе време да и ние како сметководители да ги обработиме и да ги евидентираме и да ги разгледаме не само технички, туку суштински работите и компаниите за кои имаат доволно време да сето тоа да го испланираат и да го предадат кон нас за обработка. Колкав процент од македонските компании навреме ги поднесуваат годишните сметки, колку доцнат или воопшто не поднесуваат и кои се последиците ако воопшто не се поднесе или се доцни? Видете, веќе кога збориме за полусериозни компании, веќе мислам дека го нема оној момент на не сум знаел или не знам или доцнење. Меѓутоа се уште има точна бројка немам нормално, точни бројки може да добиете од институциите. Доминантно може да кажам од пракса дека над 95, 6, 7% од компаниите си го почитуваат рокот, барем оние што редовно си работат и кои имаат редовни активности. Проблемите се кај оние компании кои збориме за микрофирми пред се, кој можеби има и некој во некој домен и неинформираност и во некој домен ималци и неодговорност можеби, кои можеби мислат дека имате компании кои прекинеле со редовни активности, мислат дека така треба да се остане фирмата и дека само од себе нешто ќе се случи. Нема, значи се дека фирмата постои, мора да се поднесуваат годишни сметки, даночни пријави и така натака, доколку сакаш да затвориш, имате постапка за ликвидација која треба да се спроведе. Така што во тој домен можеби има поише, инаку во оној дел во кој компаниите се нормални функционирачки тековно, компании кои тековно ги извршуваат обврските и си работат, нема некој проблем. Да. Во однос на последиците, верувам дека веќе и самите компании знаат, затоа што ги споредивте оние кои што се можеби понеодговорни тоа го дозаваат на друг начин, меѓутоа што точно бара законот за ДДВ во однос на пријавување и плаќање и кои се роковите за истото? Сега во однос на годишното известување, односно финансиското известување годишно, додека даночното известување зависи од типот на данокот за кој известуваме, односно типот на типот на даночната обврска за која станува збор. Данокот на добивка ја следи годишната сметка, се поднесуваат образците заедно со годишна сметка, додека ДДВ е сосема друг тип на данок и сосема друга приказна. Данокот на додадена вредност се поднесува, односно извештаите за данок на додадена вредност се поднесуваат или квартално, односно или квартално или месечно. Порано имаше годишна обврска, постојаа годишни даночни обврзници, веќе тоа го нема одамна. Значи кварталните ДДВ обврзници последниот квартал го завршуваат на 31 декември нормално, за што треба да поднесат ДДВ пријави до 25 јануари, додека месечните последниот месец нормално. Декември исто така обврската тече до 25 јануари, зашто данокот треба да се плати ако има за плаќање, нормално до 30 јануари, зашто потоа би имало нормално последици камати. Во тој дел мислам дека дисциплината е на прилично високо ниво, бидејќи тие што се веќе ДДВ обврзници веќе го исклучуваме оној дел на компании најмалите
кои не знаеле или не били информирани, веќе горе-доле сите имаат веќе екзистирачка поддршка позадинска економско-правна, која може да се ослонат во известувањето и во начинот на функционирање во системот на ДДО. Кои се најголемите предизвици на компаниите и како вие како сметководители всушност го олеснувате нивниот процес на функционирање, особено кога има вакви крајни рокови, за да не се доцни и да не се почувствуваат последиците? Па видите, веројатно ние сме сега да не биде дека се фалиме сами. Меѓутоа веројатно ние клучни во целиот процес бидејќи ако сака една компанија или дури и да е мала компанија да се фокусира на тоа што е бизнис, односно оператива, би требало да има позадина во економско-правниот дел на која може да се ослони, а тоа треба да е сметководството. Сметководството не треба да е, значи, тоа е можеби една погрешна перцепција против која треба да се бориме во јавност. Ние не сме техничари, ниту пак сме писари. Ние сме баш во тој дел, особено во време кога ќе збориме и за дигитализација и за автоматизација на процесите, особено во време кога тој дел од процесите кои се повторливи се стремиме да ги автоматизираме, веќе треба ние наместо на прост внес на податоци да се фокусираме баш на вака на поддршка, на ова што го кажавте, на поддршка, позадина, советување, консултации, така натака, така што не би западнале проблемите во потешкотии како што или би можеле да испланираат, бидејќи и даночното и финансиското планирање се сосема нормални појави секаде во светот, значи да може да се испланира сето тоа. Иначе во делот на предизвиците кои најмногу се компаниите се соочуваат, можеби кај микро најмалите компании фали, недостасува таа поддршка за која зборевме, затоа што немаат ресурси да си ја дозволат. Што е друга тема, која би ја нашла многу поширока тема која може да начнеме, бидејќи мислам дека има дел од микрокомпаниите кои треба да бидат и ослободени во некој дел и да биде полабава, послободна регулативата во тој дел, за да немаат толку врски и толку трошоци, меѓутоа во оној дел во кој се однесува на целото стопанство, особено во делот на плаќањето на даноците, во секој случај мислам дека главен проблем е ликвидноста, односно намалената платежна способност на компаниите и можеби сепак ова подобро ќе го каже некој со макроекономски показатели и податоци врз основа на тоа што ние го поднесуваме, али мој впечаток од она што го гледам е и малку високото ниво на задолженост во последно време. Дали генерално компаниите во Македонија се дисциплинирани во однос на нивните обврски? Компаниите се дисциплинирани во доменот на кој збориме за компании кои се активни, кои се работат и кои тековно се ги извршуваат работите. Мислам дека нема никаков проблем, дека дисциплината е на завидно ниво. Пак ќе кажам, проблемот е кај оние кои немаат ресурси сето тоа да си го дозволат и пред се тоа се микро, значи збориме за микрокомпании кај кои има уште еден проблем. Сите со супер теми се за кои може и цела емисија да се посвети реално. Веројатно административниот товар кај некој е преголем за да може сето тоа да го сварат и да го преработат. Плюс тоа ги имаме кратките рокови за кои збориме, односно временскиот притисок во кој реално е многу тешко да се постигне. Ние немаме го немаме изговор, државата секогаш може да каже па сега немавме време. Ние не можеме, имаме закони кои ни притискаат. Нашите последици се далеку, последиците од нашето непостапување од настапанството се далеку поголеми и освен тоа имате, ќе збориме нели за дигитализација, кај нас имаме еден проблем на да кажам формална дигитализација, која формална дигитализација наместо да олесни, да автоматизира во голем дел од државните системи, отежнува ви дава дупли внесови и хартија и дигитално и така натака. Сето тоа ги обременува процесите за тоа што гледате никој не седнал кај нас или барем тој мојот впечаток да направи една државна стратегија за каде да се движиме од птичја перспектива, него сите спорадично ова го правиме. Направи вамо систем, направи онаму систем, и на крај завршувате со една прада од системи кои секој си ја гледа својата работа, никој не функционира поврзано меѓу себе. Неколку пати ја споменувате дигитализацијата, претпоставам дека тоа е еден од вашите најголеми предизвици и како сметководители, меѓутоа и со заедничкото работење со компаниите. До каде сме во моментов, односно дали работите се движат по некоја нагорна линија или се уште се давиме во хартија? Видите, формално правно работите се движат. Во секој случај ние не може да речеме дека немаме системи, односно дека не постои ништо, си постојат системите и си се развиваат. Меѓутоа пак ќе кажам дека фали една птичја перспектива која ги поврзува тие системи. На крајот на денот, барем во нашата работа, хартијата останува незаменлива. Во моментот кога ќе може да се спроведе една даночна контрола без хартија, тогаш ќе можеме да збориме дека имало дигитализација. Во меѓувреме си имаме разни системи кои функционираат на разно ниво,
кои меѓу себе не комуницираат, нема размена на податоци, нема контролни механизми и така натака, што не ја олеснува работата како градинар. Ако јас треба во 5 системи да влезам и да внесам некој податок за X, не е важно, каков настан, тогаш не е тоа. Сега имавме и претходната недела, организиравме од Комората една панел дискусија на која многу убави теми се начна своите дел од директорите на државните институции. Меѓу другото гледам, препознавам некои убави трендови, меѓутоа по се изгледа дека кај нас се многу споро оди и дека ќе е потребно повеќе време. Значи треба да зборуваме, мислам дека одамна требаше да зборуваме за претпополната додатна пријава, задолжителна даночна согласеност без можност за погрешни внесови, неинформираност, заради неинформираност и така натака. Значи имаме можности за колаборација меѓу системите, каде што тие проверки меѓу системи на две државни институции ќе се прават автоматски. Внесот ќе биде на едно место на податоци и така натака. Меѓутоа изгледа дека ќе биде потребно уште одреден период за се ова да се материализира и имплементира. Тоа е и следното прашање во однос на тоа какви системски промени се неопходни за да се улесни работата и целиот процес кој што го имате како сметководител, но можеби веќе тоа и одговорот. Едноставно повеќе работи од повеќе аспекти и ја би го земал тоа прашање, би го одговорил тоа прашање на уште по, да кажам, високо ниво. Не зборуваме само за еден систем, ниту па збориме за една промена во закон. Збориме за еден холистички пристап каде што е потребно од горе до доле да се ревидира, ајде да кажам, состојбата, затоа што, еве, сега сепак сум представник на сметководствената фела, за нас можам да зборам, еве еден огромен проблем со кој се соочуваме, тоа што имате страшен дисбаланс меѓу права и обврски во нашата професија, што па води до ситуација да многу малку млади луѓе влагаат во професијата. Мислам дека како држава треба да се запрашаме за тоа, ако не стасаме до тоа, ако не стаса до највисокиот државен врв прашање, јас мислам дека тука нешто е погрешно поставено. Значи може да се фати од образовниот процес да се разговара, односно вклученоста на студентите во запознавање со сето тоа што е сметководствена работа, па потоа кон заштита на права на сметководители од аспект на тоа што имаме де факто формално правно имаме институции, меѓутоа тие институции кои треба да ги штитат нашите права, нашите интереси, општиот домен е дека многу мал воопшто не го прават тоа, многу мал дел воопшто не го прават тоа, така што може многу да се работи за целиот пристап кон професијата да се смени за да би се направила професија која е респектабилна, кон која сакаат да целат млади луѓе, вклученоста на сметководителите во процесите на носење на закони, не само, че не може да бидеме само имплементатори да не викнете. Па не, видете, нас најчесто не викаат кога треба да ни презентираат нешто. Нашиот инпут би бил далеку по значаен и би можеле многу повеќе би може дефинитивно, би можеле многу повеќе да придонесеме не за нас, за да функционира тоа добро, за доброто на цела држава и цело стопанство, доколку би биле повикани во кој било закон, во кој било процес законодавен или во процес на креирање на системи, додека тој систем или закон се креира. Активна партиципација и слушање, не само формално правно, значи на времето имав исто и во една ваква емисија кај ваш колега, се жалев дека сме викнати, ама само за да се сликаме тоа. Не така, него активна партиципација, односно вклученост за да придонесеме и за да нашиот глас се слушне и стварно нешто да се имплементира, бидејќи сепак на крајот на денот преку нас поминува. Не може да знае некој подобро од нас за тоа што ние треба да го сработиме и за тоа што веќе со години на нас го работи. Благодарам многу за денешното гостување. Се надевам дека работите ќе бидат на нагорна. Се надевам јас, благодарам на поканата.